Прилепчанецот Тахир Акифовски веќе 5 години живее со незамисливи болки поради тоа што од ногата постојано му тече крв и гној. Откако му ја извадиле протезата за колкот, добил инфекција мрса и сега никој од лекарите не само што не сакаат да го лекуваат, туку не сакале ниту да се доближат до него. Од Прилепската болница е препраќен во болниците во Охрид и Скопје, откаде што пак повторно го враќаат во Прилеп. И така со години. Акифовски вели дека оваа голгота не може повеќе да ја издржи. Ме праќа Скопје, земи бриц, оди таму, века не можеме. Изве опут, лежачки, извадевне, пане не примаја. Нема кревет, нема кревет, нема кревет. Моментално го гледа неговата сестра, која што вели дека е срамота ваквиот однос на лекарите и државата кон незиниот брат. Неќа ни со прст да го фата. Скопје исто така, Охрид исто така, ја шо да му прам? Ми дава мене дома, јод ми дава, боровавода, лепенки, гази, преврзувај си го дома. Ја не сум ни доктор, не сум ни докторка, не сум ни сестра. Акифовска ни слози раскажува дека се плаши да не се заразат и незините деца. Очајно бара помош од државата. Вели дека незиниот брат може секој момент да почине ако не му се помогне. Овде има дупка и тука има дупка, му тече од тука гној и крв му тече. А долу? И долу му тече, еве шо е, вода, сето, ени. Ова е катастрофа. Кој може и вака да го гледа, ја не можам веќе ни да гледам. Треба да има некој доктори чувствени треба да биде, а не вака не убо работи овие што се прави. Од Прилепската болница ја потврдуваат сериозноста на случајот и велат дека ги превзеле сите потребни мерки за лекување на Акифовски. Признаваат дека само во последните 3 години 20 пати бил праќан за хоспитализирање на клиниките во Охрид и Скопје, но бил одбиван. Велат дека поради инфекцијата мрса не можеле да го хоспитализираат и да извршат хируршка интервенција во Прилеп, бидејќи немале соодветни просторни услови и обучен медицински персонал. Се плашат дека бактеријата можела да се прошири во хируршките сали и другите одделенија. Акифовски пак бараат итна интервенција од надлежните, затоа што од тоа зависел и неговиот живот.